Денес ќе зборуваме за еден глас. Не само за гласот што стана символ на цел еден народ. Ајде заедно да се нурнеме во животот и наследството на легендарната македонска пејачка Васка Илиева. Значи, како најдобро да се опише нејзината големина? Па мислам дека најдобро зборува една од незините најпознати титули. Таа не беше само пејачка, таа беше кралица на македонската народна песна. Само слушнете го тоа. Веднаш е јасно колку длабоко беше вкоренета во срцето на нашата култура. Ама чекајте, кралица не беше се. Низ незината долга, навистина богата кариера ја нарекувале и жива легенда, амбасадор на музиката. Секој од овие називи кажува нешто повеќе за незината улога. Не се работи само за уметник, туку за вистински културен феномен. И тука доаѓаме до клучното прашање, нели? Како е можно еден глас, само еден глас, да стане толку голем, да ја надмине музиката и да стане буквално синоним за идентитетот на цел народ? Епа токму тоа ќе се обидеме да го одгатнеме денес. Добро, ајде да почнеме од почеток. Како и секоја голема приказна, и оваа има свој почеток. Се тргнува од незините корени. За да ја сватиме легендата, мора прво да видиме од каде дошла. Значи, еве еден брз приглед на незиниот живот. Родена е во 1923. Кариерата ја почнува некаде околу 1950. И од тогаш, па се до незината смрт во 2001, таа создава. Замислете, тоа се децении и децении музика. Цело богатство. И не е ни чудо што тргнала по тој пат. Музиката й била во крвта, буквално од раѓање. Незиниот татко, Тодор, бил познат гајдаджија. Замислете само, да растете во таков дом. Талентот едноставно морал да процвета, бил негуван уште од најмали нозе. Е сега доаѓаме до еден клучен момент. Нејзиниот прв професионален чекор. Каде почнува? Ни помалку ни повеќе, туку во танец. Значи, во најпрестижниот фолклорен ансамбл во државата. Тоа било незината одскочна даска, платформата што ја вивна меѓу звездите. Добро, зборувавме за почетоците, но ајде сега да дојдеме до она главното, до она што ја направи бесмртна. Незиниот глас. Се врти околу тоа, нели? Тука е сршта на целата приказна. И кога велиме глас, не мислиме само на совршена техника. Не. Ова беше нешто многу подлабоко. Нејзиниот стил, просто ненадминат. А гласот и беше таков што го препознаваш во истата секунда. Имаше неверојатна сила, ама и емоција. Со тој глас можеше да те расплаче, ама и да те натера да заиграш. Можеше да ја пренесе и најголемата радост и најдлабоката тага. И токму таа комбинација, таа моќ и таа автентичност. И тоа е она што и донесе огромна и брза популарност. Ајде да погледнеме некои од незините песни. Ама ова не се само наслови, нели? Ова се химни. Земјо Македонска. Па тоа е песна што ја надмина музиката. Стана дел од нашата колективна свест. Ова се песни што ги знаат и бабите и внуците, песни што ги пеат генерации. Преку нив таа ја опеа нашата историја, љубовта, борбата, душата на народот. И така, незината музика стана дел од самото национално ткиво. Но приказната не завршува тука, во границите на Македонија. Не, нејзиното влијание се проширило многу подалеку. Васка Илиева имаше и огромна, навистина важна меѓународна улога. Што значи тоа амбасадор на музиката? Па, за диаспората, за македонците што живееле надвор, таа била многу повеќе од пејачка. Таа била жив културен мост. Замислете, преку нејзината песна, илјадници луѓе ширум светот се поврзувале со својот дом, со своите корени. Тоа е неверојатна моќ. И не зборуваме за еден или два концерти. Зборуваме за безброј настапи. Од поранешна Југославија па се до Америка, Австралија, каде и да имало македонци, таа одела таму. Помислете само на таа посветеност. Тоа не е само работа, тоа е мисија. Мисија да ја однесеш македонската песна секаде. Тоа покажува колку длабоко била поврзана со својот народ, без разлика каде се наоѓал. Добро, го поминавме незиниот живот, незината кариера, но што останува после се? Ајде да видиме какво е нејзиното трајно влијание, какво наследство всушност остави Васка Илиева зад себе.
Та таа починала во своето родно Скопје на 77 годишна возраст. Со тоа заокружила еден навистина долг и сполнет живот. Живот кој беше целосно посветен на музиката и на својот народ. И кога зборуваме за наследства, не мислиме само на снимките на плочите. Не, тоа е нешто многу подлабоко. Тоа е духовно наследство. Тоа е чувството на припадност, на гордост што нејзиниот глас го разбуди кај толку многу луѓе. И тоа чувство продолжува да живее и денес. А дека ехото на вистина продолжува, имаме и конкретен доказ. Една деценија по нејзината смрт се одржал огромен концерт во нејзина чест. И на тој концерт настапила и нејзината, така да кажеме, наследничка, Сузана Спасовска. Самиот факт што се организира таков настан покажува колку била важна нејзината улога. Толку важна што едноставно мора да се продолжи да се негува. И така, полека ја заоклужуваме оваа приказна. Но приказната за Васка Илиева не остава со едно навистина муќно прашање за размислување. Како може еден глас, само еден глас, да го дефинира наследството на цел еден народ? Ова не е прашање само за музика, ова е прашање за неверојатната моќ на уметноста да го обликува, да го чува и да го пренесува идентитетот на една нација. Еден глас, еден народ и една навистина бесмртна легенда.